Добре дојде во последната Cool Stars емисија од првата фаза. Благодарност до сите јутубери кои што прикачивте видео, бидејќи со ова докажавме дека македонскиот јутуб е закон. Добивме премногу видеа што ни отежна работата и наместо 6 избираме 7 финалисти, кој ќе еден од нив ќе патува во Амстердам. Жирито ви е познато: Кирил Трајковски Максим, Јана Бурчевска и Дарко Андонов. Дечки, дали сте спремни да ги избереме финалистите? 3-4. Да! Епа, ајде сега објаснете ни зашто и кој мислите дека од вас би требало да иде во втората фаза? Да почнеме со Кире. Мислам дека Борис Ралев е еден од момците кои што треба да оди понатаму и Андреј Ничевски. Зошто мислам така? Затоа што заслужија да одат понатаму. Андреј Ничевски постираше повеќе видеа. Ни покажа дека знае да се снаоѓа и во актерска игра, дека знае да свири инструмент, дека знае и да измонтира видео. Талентиран на повеќе полиња. Така, да. Борис Ралев исто така прави едни многу урбани влогови кои што многу ми се допаѓаат и сметам дека треба да продолжат понатаму. Јана? Пред. Јас имам задача денес да ви ги представам, односно да ги истакнам Боби Beatbox, кој што мислам дека доста кажавме за него минатата емисија, е најдобар во она што го правија и активно се надградува себе си во она што го прави. Понатаму, дебелиот крај, ќе бидам искрена и ќе кажам дека тие се мој фаворит, затоа што покажа многу своји таленти покрај глума, пеење, осмислување на целосна приказка во видеото кое што го прикачија. И Стефонатор, малку ми беше тешко да го запомнам никнемот, кој според мене двои со тоа што донесе во Cool Stars малку длабочина, а не само урнебес. Дарко? Па, вака, ја би зборал за GP. Он е некстер лик со многу харизма, што мислам дека е способен да направи различни ствари. И мислам дека ќе се покаже супер на следните контести кои ќе бидат понатаму, така да GP е еден од финалистите, исто така Винкут, кој во последен момент Джинджера. Да, извади супер видео снимано на Кеј со нешто од неговите претходни видеа, така да и он мислам дека има потенцијал за да се покаже на различни полиња и мислам дека е добар избор. Винкут, браво. Што мислиш за нивниот избор? Наискрено мислам дека ваква екипа може да направи екстра видеа кои што ќе ни доаѓаат од втората фаза, така да супер избор од страна жирито. Значи тоа се нашите 7 представници што ќе одат во втората фаза. Втората фаза. Сега во оваа втора фаза ние ќе ви дадеме задача да направите челендж или предизвици. Челенџот ќе биде 2-минутно видео преку кое вие ќе треба да представите вашата креативност и иновативност. Така, значи првиот челендж кој што ќе биде е how to видео или туторијал за било што знаете да го направите. Значи тоа може да биде од рамките на музика, облакање, шминкање, без разлика што правите, тоа може да направите, ни покажете како изгледа. 19 март е рокот за ова видео. Дечки, камерите, телефоните во раце, ве чекаме. Чао! Чао!